Добро утро, мили пријатели. Убаво, благословено утро, само што влегуваме преку портите на Свети Нектарија. Повторно сме во неговиот дом, бараме неговиот благослов, се присуства на божествена литургија, душата да си ја нахраниме, да изнесеме, принесеме се оно што однатре постои као молитва и потреба за нас, за блиските, за оние кои не замолија, за одредени потреби. Да се припремиме заедно, ние во живо, а вие преносно, секој еден што ќе го гледа, што ќе ги прати овие видеокадри, да ја доживее таа благодат. Свети Нектарија, еве сме повторно кај тебе. Благословиме. Ова е старата црква, посветена на Света Троица. Ова е делот кај што тој го создавал, живеел, творел. И ние имаме продолжено предание за да го доживуваме лично, особено, бидејќи тоа е само временски и просторно во други наднаравни места, но секогаш е тука за нас. Групата полека приоѓа во машкиот дел, каде што се наоѓа главата на Свети Нектарија и дел од неговото тело, да се поклонат, а потоа одиме во големата црква доле на божествена литургија. Еве малце ќе продолжам понатаму. Храмот е поделен на два дела, женски и машки. Во овој дел е женскиот простор. Тоа е пожелба на Свети Нектарија кој се градел храмот, но денеска литургијата нема да биде тука. Веќе имате можност на видеокот од камерата да се сретнете со капелата, каде што е гробот негов, каде што многу молитви и многу исцеленија се случуваат. Пожелба на Свети Нектарија, додека бил жив, посакал на местото до борот да биде неговото гробно место. Еве го и тој бор кој што со голема грижа се чува, огромно е, дури мора да биде и подпрено, одолева на времето, со Божја милост и благослов на светителот, до гробот и до борот и изворот, кој што го испросил последна литургија, бидејќи имале проблем со вода, и таа вода е света, и ние си полниме во шишенце, и заедно со маслото, тие две нешта и молитвата се творат чуда. Скроз на крај се просториите, каде што тој живеел, сега се тие музејски делови, тука е неговата соба, али сега се затворени, тоа ќе можеме да го видиме после литургијата. Толку е благословено, благодатно. Се симнаме до гробот, сега е тивко, после тоа ќе има многу народ, нема да може да се прииде во оваа тишина. Свети Нектариеве, ти дојдовме повторно, мили мој. На овој гроб, колку се принесени молитви. Или јас во овој момент, во ово утринско божествено утро, ги просам неговите молитви за сите вас кои што ми принесовте имиња преку телефонот во пореки. Особено принесувам молитвите за моето семејство, за мојата Габриела,
за Антони и за сите кои што боледуваат, страдат, имаат потреба, Свети Нектарие, од Тебе и од Твоето застапништво. Само што имавме во автобус сведоштво за исцеление на многу луѓе. Мислам дека и во нашево поклонение тек ќе се сведочи за чудо. Ти си и доприл една мила особа со карцином и дај Боже со тек на време да има сведоштво дека е тоа со твојата рака да исчистена. Ти благодарам, Свети Нектарие. Еве ја водичката. Благословена. Шишенца, кај има да се земат? Која ќе се отвори. Добро. Секогаш кога имате можност да дојдете, да не заборавите да се поклоните на гробот, на мощите, си земете масло, вода и чудата секогаш реалност. Ево нашиот мал Божидар горе, спремен за божествена литургија, да прими Христовата храна. Да, мило дете. Поздрав на Македонија. Поздрав на Македонија. До другарчињата, до сите, ако воопшто некојаш гледате. Срце мило. Ќе направиме мала пауза, повторно ќе ви се обратам. За момент, само да го видиме. Ова дел. Ова е пуно во време декорирано, преубаво. Не можем да одоле, а да не ви го покажем. Тоа беше така скромен дел, кој што сепак сестрите го смислиле како една детска градина, преубаво, како еден мал рибник, цветна декорација, мала црквичка, тоа све асоцира на она што Свети Нектарие го создал. Рајска градина, рајски дом. Ова е вратата кај што излегуваат при поклонение нашите верници. Ова е главата и дело од крилото негово. Свети Нектарие, моли се за нас грешни и за сите кои се изгледаат.